Премиер, почитувани присутни. Ние сакаме да сме дел од реформите едно општество за сите. Тоа го прави организацијата од кај што доаѓам, а и поголем дел од граѓанските организации на ромите, со кои што ние соработуваме. Тоа го правевме тогаш, тоа го правиме и сега. Но, еднакво општество за сите не можеме да кажеме дека го има во судството, обвинителството. Нијети еден ром во сите нивоа на обвинителство. Само еден ром во сите нивоа на судството. Судија во Основен суд Гостивар. Првото прашање ми е: како вие, со мнозинството во парламентот, како ние како граѓанско општество да ги убедиме нашите граѓани и меѓународната јавност за еднакво општество за сите? Второто прашање: сите анализи покажуваат дека ромите се најдискриминирани. Дали имате план и стратегија за намалување на дискриминацијата на ромите, на зголемена инклузија во општеството, воопшто, кои мерки ги предвидувате поврзани со образование, здравство, домување, лична документација, вработување, правична и еднаква застапеност, како и слично за ромите? Секако најранливата заедница во Македонија не е ромската заедница. Тоа е констатирано прашање во Македонија. Јас верувам дека можеме да ги исправаме слабостите на системот ако зборуваме јавно за нив и ако даваме конкретни практични примери како тоа да го спроведеме, да успееме. Зоран Заев како премиер во судство и во обвинителство малку може да помогне. Но барем јавно можем да кажем дека има алатки како можете да се изборите и вие, а и ние јавно да зборуваме за таа работа, заради тоа што и таму има системот пирамида на одлучување. И таму треба да важи и рамковен договор, и солидарност и еднаквост за сите во општеството, и, фер одлучување и правична давање на шанса за секој. И треба да правите директен притисок, тие се исто така институции кои што одговараат пред граѓаните. Треба да направиме сите заедно, да во секоја институција да имаме чувство дека сме подеднакво важни, подеднакво вградени и слично. Лично јас ја давам поддршката за секоја институција. Не е веќе дека ромите биле необразовани, дека немале доволно школо или немале и години пракса. Не е точно. Имаме. Имаме образовани роми, имаме докажени правници, имаме докажени во пракса од секој аспект и тие треба само да добијат фер, отворени шанса да влезат во системот. Ве охрабрувам за институциите кои што не се под контрола на извршната власт. Тоа се општините, правосудството, другите институции, кои што не се, директно и према нив да се борите. А према владата исто така. Во тој аспект знаете дека имаме отворено мал милион алатки внатре за да постигнеме одредени резултати. Зголемивме буџетски средства за домувањето. Донесовме одлуки со кои што само со еден документ ќе може да се издават документите на оние наши граѓани кои што ги немат како документи, а тука губат мал милион права кои што ги имат. И имаме подобрување, имаме веќе успеси во ваквите постапки. И сите други аспекти на вклученост и на еднаквост на ромите со останатите граѓани во државата треба да ги подобруваме. Тоа е возможно секако не само со добра волја, верувам дека знаете нашата добра волја, туку со пуш. Мораме притисок да правиме по сите можни страни. Јас тоа го правам со министерот Тевдовски, кој треба да определиме плюс пари за да обезбедиме домување. Кога разговарам со министерката Царовска во делот на социјалната правда и генерално социјалните аспекти, кога зборуваме како да натераме повеќе деца во процент да ни одат на училиштата, како да им помогнеме сиромашните семејства, да бидат доволно мотивирани и нивните дечиња да бидат овде. Зборувам заради тоа што најголема сиромаштијата кај ромите. Најсериозна причина за недоволно образование на децата. Мораме да градиме објекти во ромските населби, како градинки, како старечки домови или слично, за да имаме еднакви услови. Така да, желба постои, бидете активни, онлайн, буквално, за сите овие прашања. Верувам дека сите ќе им се радуваме на успесите во проценти, во секој аспект како ќе успеаме, за како успеси што сме затекнале и што е постигнато, правејќи годишни паралели на она што го работиме заедно.